петок, 22 ноември 2024 година, почитувани гледачи, што туку го стартуваме централниот дневник на КТВ телевизија. А во него актуелности за одбележувањето и на денешниот ден. Деталите во продолжение. Дневникот го стартуваме со информација од општина Кавадарци. Нема одмор додека трае изградбата на ново Кавадарци. Кавадарци за сите. Продолжува поставувањето на ново улично осветлување на сите влезови и излези од градот. Градоначалникот Митко Јанчев во текот на вчерашниот ден имаше работна средба со господинот Дейвид Мајерс, шеф на политичкиот и економскиот оддел во амбасадата на Соединетите Американски држави во Република Македонија. Акцент се стави на генералната политичка состојба во државата, како и можноста за идна соработка на Американската амбасада со органите на општина Кавадарци. Во градот и денеска активно се работи на инфраструктурните зафати. Се реконструира дел од улицата Страшо Пинџур, која се категоризира како регионален пат. Се започна со гребењето на дел од оваа улица, пошто следува и асфалтирање со кое ќе се заокружи комплетната реконструкција на оваа улица. Инвеститор е Македонија пат со поддршка на јавното предпријатие за државни патишта на Македонија. Исто така се продолжува и со поставување на ново улично осветлување. Конкретно, одделението за улично осветлување при општина Кавадарци работи на поставување на нова нисконапонска надземна мрежа на регионалниот пат Р1107, делница Ваташа-Моклиште. Овој зафат е во склоп на проектот реконструкција и доградба на постоечката надземна мрежа за улично осветлување во вредност од 65 милиони денари. Јавното предпријатие Комуналец Кавадарци интензивно работи на улицата 29 ноември, каде се поставуваат нови 3 линии: водоводна, фекална и атмосферска во должина од 150 метри за новите објекти со комунално уредување на граѓаните. Инвестицијата е на општина Кавадарци. Кавадаречката болница доби мини библиотека на детското одделение. Библиотеката Феткин и компанијата Кожувчанка го опремија просторот и донираа сликовници, книги и енциклопедии. Библиотека Феткин денес го донира своето детско катче на одделот педијатрија во општата болница во Кавадарци. Нова идеја дојдов од прва моја побуда, она што секогаш го мислам многу бавно минува времето во болниците, и друга работа на мојата општа цел да се подигне читачката култура во Кавадарци, почнувајќи од најраната возраст. Кога го реновиравме подот во одделот за возрастни читатели, пробавме да го решиме долгогодишниот проблем со немање на простор за складирање и изложување на книгите, така да ова детско катче всушност помислив што би го поместувале од едно на друго место. Баш одлична идеја би ни било да го ставиме тука. Први на идеја ни дојде Кожувчанка како општествено одговорна компанија, и заедно со нив го опремивме целото детско катче, така да сега во болницата имаат мини библиотека. За какви книги станува збор, со оглед на фактот што гледаме и сликовници, меѓутоа и книги за кои што може од нив многу да се научи. Така, знаејќи го фактот дека во одделот педијатрија или детскиот оддел во болницата има пациенти од 0 па до 14 години, гледавме да ги покриеме сите возрасти, така да не бидат дискриминирани оние малку поголемите. Би сакал да напоменам дека предлогот иницијативата за денешната донација во општата болница Кавадарци за донирањето на мини детска библиотека во овој оддел доаѓа од директорот на градската библиотека Феткин, кој што достави иницијатива, предлог, идеја до нашата компанија за оваа донација, и ние како менаџмент едногласно и веднаш ја прифативме, се согласивме уште еднаш да ја потврдиме својата општествено одговорна улога во општеството во сите сфери, како и секој пат, така и овој пат.
И искрено се надеваме дека со оваа донација на мини детската библиотека до некаде, до некоја известна мера, ќе допринесеме и ќе го олесниме престојот на децата, пациентите, заедно со нивните родители тука, да го минат престојот со некоја дополнителна активност, која ќе им го одземе вниманието од секојдневието и дека нивниот престој ќе биде што е можно пократок тука. Јас најпрво би сакала да изразам благодарност од вработените на ЈЗУ Општа болница со проширена дејност Кавадарци и од вработените на делот за педијатрија во Општата болница за добиената донација од градска библиотека Феткин за детското катче и секако на општествено одговорната компанија Кожувчанка, која секогаш излева во пресрет на нашите барања за донација. Се надевам дека сите дечиња кои ќе бидат хоспитализирани со одредена дијагноза, заедно со своите родители, ќе му биде збогатено делумно нивниот престој до излегување од болница со различни теми и наслови на овие книги. По добиената донација и по разгледувањето на сите и книги, и сликовници и различни теми од едукативна природа, морам да напоминам дека покрај за дечињата, овие теми ќе бидат интересни и за родителите. Уште еден новитет во Кавадаречката болница. За прв пат од денеска започна со работа стручна комисија за издавање документација за помош и нега од друго лице. Започна со работа Комисијата за издавање документација за помош и нега од друго лице во Кавадаречката болница. Во јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност Кавадарци од денеска за прв пат започна со работа стручната комисија за издавање на наод, оценка и мислење за потребата од помош и нега од друго лице, формирана со решение од Министерството за здравство на Република Македонија, која ќе функционира во просториите на амбулантата за психијатрија. Пријавувањето на пациентите ќе се одвива преку интегрираниот национален систем за електронско закажување и евидентирање на медицински интервенции, Мој термин или преку матичен лекар, информираат од Кавадаречката болница. ВМРО ДПМН повика да не се наседнува на провокациите на Левица, СДС и ДУИ. Владеачката партија ги осуди намерите на поедини пратеници од опозицијата да предизвикаат инцидент. Насилството е работа која Левица ја посакува во недостаток на нормална дискусија и аргументи. И народот, и пратениците не треба да наседнуваат на тоа. Овај договор помеѓу Левица, СДС и ДУИ да се одвлекува внимание од суштински работи и аргументирана дискусија. Ова е план на Левица со СДС и ДУИ за провоцирање во недостаток на аргументи за да можат да спинуваат. Такви беа првите пратенички прашања, така и сега. Не смее да се паѓа на провокации кои се единствена алатка на ограничени и нецивилизирани умови. Насилството и провокациите се единствениот начин на опозицијските партии да стртат внимание кон себе. ВМРО ДПМН со жалење и разочарување гледа на денешниот инцидент, осудувајќи ги намерите на поедини пратеници од опозицијата да предизвикаат инцидент. Македонија е посилна од нивните замки и погубно и нецивилизирано однесување. Што се однесува до однесувањето на некои пратеници од владеачката коалиција, ВМРО ДПМН, иако ја сваќа реакцијата, не се согласува дека треба да се наседнува на овие смислени провокации од циркузанти, кои не знаат како поинаку, продуктивно и конструктивно да создаваат за државата и народот и да се има цивилизирана дискусија со нив, туку се склони кон екзибиционизам и претворање на политиката во циркус, а тие самите себе си во кловнови. Сето тоа може би некому му е интересно и забавно, но сепак сите се свесни за какви непредвидливи и нестабилни личности се работи, чија основна цел е деструкција наместо проекти и подобар живот. Сега таквите кловнови одлучиле да им бидат измечари на СДС и ДУИ и тоа е нивен избор. Но на сите им е јасно
дека таквите луѓе никој не може да ги смета за сериозни и да им ја довери својата иднина. Секогаш кога СДС се во паника, на тастер ја пуштаат пудлицата и насилникот Апациев да навредува пратеници од ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН го одби амандманот за зголемување на платите на пожарникарите. Според амандманот поднесен од СДСМ, пожарникарите би требало да добиваат плата во висина од 2 просечни плати. Како едно од повеќето предизборни ветувања на СДСМ и коалицијата беше основната плата на пожарникарите да биде минимум 2 просечни плати, затоа што направивме одредени сериозни зголемувања на платите во армијата, а сметаме секако и како дел од системот за спасување и заштита, платата на пожарникарите мора да биде зголемена. Во прилог на овој амандман е и предлог законот за пожарникарство, кој што е изработен во време на претходната влада, но се уште седи заглавен во ресорното министерство. Сакам да подсетиме и јавноста, а и сите ни овдека да се подсетиме, дека согласно постојниот систем, пожарникарите се под надлежност на општините, кои се 90% под капата на актуелната власт, и затоа и незадоволството се зголемува постојано. Но не би сакала да правиме политиканство од ова прашање, нити јас, ниту било кој од предлагачите на овој амандман. Подаваме рака ова прашање да го решиме системски и заеднички, бидејќи тоа е и целта на амандманот, а секако и оваа целна група на професионалци го заслужуваат тоа. Бидејќи противпожарните единици во Македонија се финансираат преку државниот буџет, како и преку буџетите на локалните самоуправи. Состојбата на пожарникарите во Македонија е навистина комплексна, тоа го знаеме сите, и обележана со предизвици и во поглед на нивната опрема, обуката, финансиските ресурси и слично. Сепак пожарникарите продолжуваат да ја исполнуваат својата важна улога во заштитата на животот и имотот на граѓаните, имаат значајна улога во справувањето со природните катастрофи. Потребна е постојана поддршка и инвестиции во нивната инфраструктура и опрема за да се подобри нивната ефикасност и безбедност од една страна, а од друга страна овие храбри луѓе секојдневно го ризикуваат својот живот за да ги заштитат нашите домови, животната средина, но не сме и не треба да дозволиме ние сите овде заедно, како членови и заменици членови на Комисијата за финансирање и буџет, да бидат оставени на маргините. Токму заради тоа, а повторно ќе повторам, за да не правиме било какво политиканство, туку да подадеме рака и заеднички да го решиме овој проблем, а со тоа да ја унапредиме и улогата на пожарникарите, да се зголеми нивната сатисфакција, да го добијат она кое што е заслужено, очекувам дека овој амандман ќе биде прифатен. Во Кавадарци промовирани 3 рок енциклопедии. Музичкиот новинар Тошо Филиповски ги представи своите дела кои се огромно богатство посветено на македонската рок музика. Вечерва наш гостин е големиот хроничар на македонската рок музика Тошо Филиповски. Добре дојде, Тоше. Автор на македонската рок енциклопедија, кој вечерва ќе ни се представи со 3 негови авторски книги, посветени на македонската рок музика. И тоа: Македонска дискографија, винили 1958-2019, Македонски рок времеплов и Мизар откровенија 1981-2021. Со себе донесе и мало ретроспективна патувачка изложба 6 децении македонска рок музика 1963-2023, која е пред нас оваа вечер. Му посакувам топло добре дојде на Тошо Филиповски и во очекување на наредно негово дело
само како подсетување. Сакам да ви подсетам дека оваа година исто така Дом на култура Иван Мазов Климе со голем концерт одбележа пред некој месец јубилеј 60 години кавадаречка рок музика. И е само една година во почетокот на рок музиката воопшто во Македонија. Тошо е новинар, и панкер, и публицист, и издавач, и организатор на рок фестивали, но пред се е најголем хроничар на македонската рок музика. Неговиот живот буквално е завртен околу македонската рок музика. Неговата македонска рок енциклопедија ја промовиравме пред некоја година токму овде во овој простор. За да еве денес, ова вечер промовираме 3, би рекол, повторно енциклопедиски дела кои што ги спомна пред малку директорката. Секако околу нас е мала, ретроспективна патувачка изложба с 6 децении македонска рок музика. И сето ова доаѓа по две исклучително важни представувања на македонската рок музика во Сараево, Босна и Херцеговина, каде Тошо Великовски постави и представи изложба со македонски рок артефакти во тамошниот рок музеј и според сите одгласи, до сега тоа е најголемата рок изложба до сега одржана на балканските простори, која траеше 5 месеци и тоа е исклучително посетено. Второто е неговата своевидна турнеја низ 8 града во Америка, во САД, каде ја представи македонската рок музика и го стори речиси невозможност да остави негови книги посветени на рок музиката од Македонија во најважната библиотека во светот, Конгресната библиотека во Вашингтон. Ке оставам тој сами да ги раскаже приказните за енциклопедиите, за изложбите, за третирањето на македонската рок музика, за издаваштвото, за иднината на музиката во нашата држава и секако да го спомне и неговото ново дело, кое излегува токму денес, а е посветено на еден од најголемите и се уште актуелни музичари и се вика делото Котра. Како прво да заблагодарам на Домот на културата овде во Кавадарци. Многу ми е криво што се навраќам дури после 6 години од промоцијата на мојата прва книга, а во меѓувреме се направија уште 3. Така да вечерашниот настан всушност ќе биде промоција на 3 мои книги направени 2019, 2020, 2022 година. И промоција на неколку од грамофонските плочи кои што ги изработувал последните неколку години и една мала ретроспективна изложба, рендом би рекол 6 децении рок-н-рол во Македонија, меѓутоа од огромниот корпус донесов 30 наврамени плакати од различни периоди, нешто фотографии, така да на некој начин првично запознавање на кавадаречката публика со таа пребогата македонска рок историја. Се надевам ќе навлече интерес сето ова и во иднина нема да чекам наредни 6 години па да се појавам повторно за некоја промоција на книга или за некоја изложба, туку фреквентно, можеби година за година, некои наменски изложби ќе може да поставуваме овде и по младите генерации, но и по старите да можат да гледаат и да се присетуваат на убавите моменти на македонската рок историја. Кажи ми, како еден кочанчанец успеа да се навлече на сето тоа што се вика, јас ке речам, рок музика во државава, со на фактот што рок музиката со години наназад, нели 60-те на години, некако беше сконцентрирана во 1-2 града. Па и генерално да, музиката е во Скопје најголемиот дел, иако секоја тоа е она што како кочанченец многу ми смета и се обидувам да го направам и со задоволство патувам на секаде низ Македонија и представувам таа македонска рок култура, е дека не само Скопје бил центарот, иако помали останатите средини помали, меѓутоа имало добра концентрација на рок-н-рол низ 6 децении наназад и со задоволство би сакал и да помогнам и да се наметнам во секој од помалите градови во Македонија, да помогнам во истражувањето и секој град да си направи собствена мала изложба, мала или голема во зависност од квантитетот на материјал што ќе се пронајде и да се овековечи таа 6 децениска рок-н-рол историја во Македонија. Како јас како кочанчанец се наметнав, па не би рекол дека сум се наметнал, едноставно отидов да живеам во Скопје, а рок-н-ролот уште од мал не можам да го најдам прапочетокот на тој импулс кој што ме зарази со рок-н-рол, меѓутоа знам дека уште од најмали нозе сакам рок музика, се интересирам за рок музика, од кога дојдов во Скопје веќе и активно сум партиципирант како новинар
и организатор и собирач на артефакти и така се склопија коцките во последните, да речеме, 7-8 години. Објавувам книги, објавувам плочи, организирам изложби и работам на тој еден мега проект кој се надевам годинава ќе го реализирам, а тоа е создавање на Македонски рок музеј. Да ми кажеш сега вака, спомна дека и помалите градови беа всушност центри на музиката, с оглед на фактот што еве Кавадарци ова лето прослави 60 години рок музика во градот, почнувајќи од Даноними па така натаму. Она што и генерално го славам овие неколку години од 2023 па еве последните 2 години, да речеме, со изложбата у Сараево, со патувањето во Америка, предавањата за 6 децении рок-н-рол у Македонија, секаде ја кажувам таа приказна, да, можеби почетоците се на рок музиката во Скопје, 61-а Бисери и Безимени, меѓутоа буквално истовремено, можеби со некој месец за доснување или тука некаде во сите градови како она една експлозија или она како печурки после дожд никнуваат бендови. Буквално нема град во кој што во Македонија во кој што во тој период од, да речеме, 63-та до 65-та не се појавиле по десетина бендови. Сега тоа е помалку истражена историја која што вреди да се доистржи и сите тие пионери на создавањето на урбаниот културен идентитет во секоја средина и генерално во Македонија треба да им се на некој начин одаде признание со помали или поголеми изложби, меѓутоа и со еден таков музеј на кој што работам за вечноста да останат ја спомени за тие луѓе кои што со тие инструменти во рацете го создавале тој македонски културен урбан идентитет. Јас ке ти се заблагодарам, ке ти посакам уште многу години да твориш и убаво да истражиш токму таа неистражена. Тоа ми е задоволство и се упатувам секојаш апел до луѓето од постарата генерација во тие помали градски средини да стапиме некако во контакт со задоволство, ќе дојдам и да ги слушам тие приказни, да ги наснимам. Ќе требаат, ако ја не стигнам сето тоа да го документирам, некои идни генерации секој ќе мора тоа да го направат, затоа што заслужуваат тие луѓе да им оставиме спомен. Го продолжуваме дневникот, овој пат со информации од спортот. ГФК Тиквеш во недела ќе му гостува на лидерот на табелата Гостивар. Кавадарчани ги чека тежок период во кој ќе се обидат да изборат опстанок во фудбалската елита. По одличните настапи на фудбалската македонска А селекција во Лигата на нациите, фудбалот се враќа на стадионите ширум нашава држава. Второлигашите утре во сабота од 13 часот ќе ги одиграат средбите од 13-тото коло, за кое двојките се Македонија Ѓорче Петров Вардар Неготино, Саса Вардарски, Охрид Детонит, Беласица Брегалница, Башкими Кожув, Победа Скопје, Новаци Осогово и Арсими Борец. Прволигашите во недела од 13 часот ќе ги одиграат средбите од 15-тото коло. Гостивар, како лидер на табелата, во најлош момент го пречекува ГФК Тиквеш, кој е закован на последното место и е најсериозен кандидат за преселба во понизок ранг. Воска во дербито на дното ќе се сретне со Скопски Вардар. Шкупи ќе го нагости Силекс, кој сезонова игра одлично. Шкендија во вечерен термин под рефлектори му гостува на Пелистер во Битола. Брерак има тешка задача против шампионот Струга, а работнички е фаворит во дуелот со Беса. Третолигашите од групата Југ во недела ќе ги одиграат средбите од предпоследното есенско 12-то коло. Двојките се Ултра со Бршани, средба која прилепчени ќе ја добијат службено. Слога Лажани е Слободна, Влазними Големо Конјари и Превалец Младост. Венец ќе му гостува на Башкими, а Бучин ќе го пречека Росоман, додека Дреново на свој терен ќе игра со Питугули. Можно е неколку средби од претходното коло да бидат регистрирани со службен резултат по пријавите за неплатени картони, а конечната одлука за тоа ќе биде обелоденета во понеделник. Ракометарите на Тиквеш со тешка задача на гостувањето кај Еврофарм Пелистер. Ова коло кај ракометарите ќе помине во знак на скопското дерби помеѓу Вардар и Алкалоид. Во машката ракометна Суперлига овој викенд ќе се одиграат средбите од 12-тото коло.
прво коло од вториот круг. Утре сабота, Бисино во Велес, во дербито на дното, ќе ја нагости Струга. Куманово на домашен терен ќе го пречека Бутел. Неизвесен надпревар се очекува да одиграат Пролет и Прилеп, а Охрид е апсолутен фаворит на дуелот со Радовиш. Екипата на ГРК Тиквеш патува за Битола на Мегдан со шампионот Пелистер, во кој домакинот е апсолутен фаворит. Единствената минимална шанса за кавадарчани за евентуално изненадување е заморот на битолчани од настапите на европската ракометна сцена. Единствениот надпревар кој ќе се одигра во недела е големата скопска пресметка помеѓу Вардар и Алкалоид. Вардар посакува да фати чекор со лидерите и да се реваншира за поразот во првото коло, но и Алкалоид посакува да продолжи победничката серија и да остане осамен на врвот на табелата. Кошаркарките овој викенд ќе го одиграат редовното шесто коло. Пробаскет му гостува на Патриот во Делчево, а Јан Бор ќе ги пречека комшивките од Неготино. Поради настапот на машката кошаркарска репрезентација и дуелите со Литванија во квалификациите за Европското првенство, прволигашите овој викенд ќе паузираат. Затоа пак девојките ќе ги одиграат редовните кола. Во групата А на програмата се средбите од шестото коло во кое утре во дербито ќе играат Бадел и Вардар, а во Делчево екипата на Патриот ќе го пречека кавадаречки Пробаскет. Шампионот Баскет Кам во ова коло е слободен, а Крива Паланка во недела ќе му гостува на МЗТ. И во групата Б ќе се одиграат средбите од шестото коло. Ова коло ќе помине во знакот на тиквешката пресметка, бидејќи утре, сабота од 10 часот и 30 минути, во салата Јасмин во Кавадарци, екипата на Јан Бор ќе го нагости Спорт тим од Неготино. Неготинчанки сезонава се осетно засилени и заслужено се лидери на табелата. Утре исто така Шкупи ќе го пречека Охрид, а во недела Ринија на домашен терен игра со Гостивар. Во ова коло слободна екипата на Струга. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Предпладне променливо облачно, притежно во западните делови со повремен снег. Попладне облачноста ќе се намали. Уште од ноќта ќе дува умерен долж по Вардарието, засилен ветер од северен правец, над 70 км на час. Температура од -7 до +9 степени. Го следевте централниот дневник на КТВ телевизија. Останете и понатаму со нашата програма, имајте пријатен викенд и убави мигови.